Разбуди се и во тие малку моменти кога се буди, за жал зборуваат во сон. Исто како и нивниот шеф, Али Ахмет. Нивниот апел за председателските избори е идентичен на апелот на Али Ахмет. Кандидат за председател да биде македонец, но по мерка на Али Ахмети, Артан Груби, Ермира Мехмет. Или бойкот, повикуваат на бойкот. Со будењето на Разбуди се, уште еднаш излезе на виделина обидот за измама на јавноста, како и мизерниот обид за дефокусирање на јавноста од актуелните теми, а тоа се реалните проблеми кои ги тангираат албанците во Македонија. Вистинскиот проблем на албанците во Македонија не е тоа дали председателот ќе биде консензуален или не, затоа што и така председателот во Македонија е само кукла. Вистинскиот проблем на албанците е владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ, затоа што реалната власт е кај нив. Секогаш кога ДУИ непростливо попушта во владата кај ВМРО за да ги дискриминира албанците, Разбуди се секогаш спие. Никогаш не сме слушнале од Разбуди се да реагира за поставување на споменикот на цар Душан. Не сме слушнале да реагира за службената употреба на албанскиот јазик, да реагира за рекетот што се врши врз албанските бизнисмени. Не сме слушнале никогаш од нив да апелира за расветлување на случаите во врска со насилството што се прави врз албанските деца и ученици. Нападите што се извршуваат врз албанските населени места од страната на македонските хулигани. На економската дискриминација, култура и секаде каде што албанците се дискриминираат. Каде е Разбуди се да побара одговорност од ДУИ, да побара од ДУИ да ја напушти владата. Разбуди се изиграва дека се буди само кога добива наредба од мала речица, да ги повика новинарите, да зборува и да настапува во име на цивилното општество. Се со цел да манипулира и со меѓународниот фактор и внатре. Разбуди се зборува само толку колку му е дозволено од страна на нивните шефови Али Ахмети и Артан Груби. И толку.